На мое огромно задоволство, денеска заедно со членови на Советот на Општина Струмица, заедно со вработени во секторот за урбанизам при Општина Струмица, сме овде на местото каде што се реализира еден од најголемите капитални проекти во Општина Струмица во оваа 2022 година. Станува збор за мостот Обединување, што е практично едно од нашите главни предизборни ветувања и етене во првите 10 месеци веќе стартуваме со реализацијата. Зошто говорам во првите 10 месеци? Затоа што во тие 10 месеци се нарача техничко проектна документација, се распиша набавка за реализација на самиот мост. Заради ценовните шокови имавме една неуспешна јавна набавка, при што моравме да распишеме втора, и еве сме сега овде каде што гледаме веќе во напредна фаза е изработката, односно реализацијата на самиот мост. Зошто е важен самиот овој мост? Затоа што ова е основа за после тоа, по реализацијата, да го спроведеме и уште поголемиот проект, а тоа е новиот булевар во Општина Струмица, булеварот Братство и Единство, и секако да почнеме со реализација на новиот градски пазар кој што ни е предвиден овде, за кој веќе е порачено техничко проектна документација и е во финална фаза. Со што заокружуваме една убава година 2022 за Општина Струмица и докажуваме пред цела Македонија дека и во време на криза Струмица знае да биде отпорна на кризите, Струмица знае како да се вложува во вистински проекти кои што се од интерес на граѓаните. Со ова завршувам и најавувам пред граѓаните, пред општината, во градот, во населените места, уште многу такви големи инвестиции. Една од поголемите е во тек нормално распишана јавна набавка, најголемиот проект во Општина Струмица до сега, тоа е социјалната населба во Турско Мало, прва фаза. Ви благодарам, нека ни е со среќа првиот булеварски мост во историјата на Општина Струмица. Рок на реализација на булеварскиот мост е 1 година. По завршувањето на мостот, веднаш започнуваме со реализација на новиот булевар Братство и Единство. Рокот е, како што кажав, 1 година, но треба да ги имаме во предвид временските услови, доколку врне дожд, тука е навистина специфично подрачјето за работа, зашто ние како општина имаме потполно разбирање и добра комуникација со изведувачот. Навистина јас сум задоволен со сегашната динамика што ја гледаме и што комуницираме со изведувачите и со надзорот нормално, и се надевам дека можеби и пред време ќе завршиме, со што веднаш би пристапиле со реализација на булевар. Јас сум човек кој што пред да ги планира средствата изворни на Општина Струмица, се обидува по сите можни канали да најде средства од страни извори на финансирање. Дали ќе биде тоа Светска банка во зависност од повиците, но ќе правиме се доколку може да обезбедиме средства од страна, без да биде натоварна Општина Струмица, тоа да го реализираме. Доколку не успееме, доколку нема такви повици, секако дека соодветно ќе димензионираме во буџетот на Општина Струмица. Кога говорам дека инвестираме во сериозни капитални проекти, тоа навистина и го мислам. Веќе во тек и во финална фаза е проектот за улиците долж реконструираниот порој на Крушевска Република. Се надевам дека неделава или во текот на наредната недела ќе го имаме проектот. Ние би требало сега до крај на овој месец да имаме и ребаланс на буџетот на Општина Струмица. Доколку се е готово со проектно-техничката документација, ќе го димензионираме. Дури не мора со сите средства да биде димензиониран со сите потребни средства, зашто самиот зафат би се финансирал и во 2023 година. Важно е да завршиме таа техничка документација, да биде готов проектот за соодветно да почнеме со реализација. Јас знам дека граѓаните реагираат, јас знам дека за се е потребно време, дека секој проблем на самите нас ни е најважен и итен и приоритетен за решавање, но при тоа мора да ја имаме во предвид и законската регулатива, која што ние како општина, заедно со општинската администрација, мораме да ја испочитуваме. Мене лично како човек многу ме нервира таа бирократија, но сум должен да ја почитувам. Станува збор за каскади. Мојата идеја за Крушевска Република, продолжувањето на Крушевска Република, односно уредувањето на Крушевска Република од кружниот тек кај Евана до Климент Охридски е да не биде со затварање на поројот. Сметам дека треба да биде употреблив, да има употребна вредност, да биде со армиран бетон, но секако за тоа ќе оставам нормално со експертите кои што Струмица како општина ги има во општинската администрација во секторот за урбанизам, да заеднички најдеме соодветно решение.